Господин Ангеловски, измина веќе 20 години од самостална Република Македонија. Како ги гледа и што ќе ни каже за овие 20 години господин Страшо Ангеловски? Во секој случај тоа се години исполнети со радост и задоволство затоа што ги живееме во независна и самостојна Македонија. Во секој случај треба да бидеме горди, бидејќи најверојатно дури после многу години, после 50 после 100 години, генерациите после нас вистински ќе го проценат тоа што ние денес го направивме. Нашава денешна генерација македонци го успеа она што генерации и генерации со векови назад не можеа да го сторат, успеавме да дојдеме до независна и самостојна македонска држава. За жал, среќата или задоволството се намалува заради чувството дека државата, дека Македонија не успеавме да ја распостелиме по целата нејзина територија, односно јас искрено жалам што се уште не можеме да зборуваме за Македонија на териториите кои нејзе природно и припаѓаат. Тоа ќе рече дека во овие 20 години направивме многу, меѓутоа дека треба уште многу да се стори, затоа што пред нас македонците стои обврската за обединување на македонските територии, стои обврската конечно брат со брат да почнат да живеат заедно, нашите браќа од Егејскиот дел, нашите браќа од Пиринскиот дел, нашите браќа од делот окупиран од Албанија, заедно со луѓето, заедно со македонците кои живеат во ослободената територија. Меѓутоа, за жал, во овие 20 години се случуваа и несреќни решенија за државата, се случуваа наметнати решенија за државата Република Македонија, се случуваа решенија кои од незнаење или по собствено наоѓање, оние кои во тој момент беа на власт ги наметнуваа. Така, 95-та се случи една од, можеби, судбоносните, да речеме, 93-та и 5-та од судбоносните моменти во оваа 20 годишна историја на Република Македонија, а тоа е промената на името и прифаќање на референцата Пирон, тоа е промената на 16 зрачното сонце како символ на македонците и тоа е потпишувањето на онаа времена спогодба со Атина, според која до ден денес Македонија мора да се раководи, а Атина не ја почитува. Потоа 2001-та се случи втората таква несреќа за Македонија, се случи агресијата на албанските терористи врз Република Македонија и за жал се случи политичката капитулација која македонските политичари ја подпишаа, а притоа македонскиот народ и македонските борци не ја прифатија. Што сакам да речам? Сакам да речам дека 2001-та не капитулираше македонскиот народ, не капитулираа бранителите и борците кои ја бранеа Македонија, туку капитулираа тогашната гарнитура македонски политичари, ги знаеме сите, тоа беа Борис Трајковски, Бранко Цренковски и Ѓурче Георгиевски, кои го подпишаа тој срамен рамковен договор, според кој до ден денес Македонија продолжува да се рекомпонира во една поинаква држава, не во национална држава на македонскиот народ, туку во држава во која едно малцинство се обидува да се промовира во втор конститутивен народ, со што Македонија се движи кон најнесаканата разврска, односно федерализација. За среќа, за тие 20 години во Македонија трае процесот на национално освестување на македонскиот народ. Тоа е процес кој не може да се врати назад. Тоа е процес кој никој не може да го сопре. За среќа, тој процес сега, во последниот месец, во месецот септември, како да добие едно забрзување со успехот на македонските кошаркари, со прославите кои на 8 септември и на дочекувањето на кошаркарите во Скопје сите имавме можност да ги видиме, значи како да се внесе еден катализатор кој само ќе го забрза процесот на национално освестување на македонскиот народ. И можеби најголемата придобивка од овие 20 години независно постоење на Република Македонија е свеста кај македонскиот народ дека конечно тој е оној кој представува вистински коректив на грешките и на работењето на политичарите. Имено се доскоро во Македонија како коректив на власта требаше да важи опозицијата, како коректив на владеачките партии требаше да важат опозиционите партии. Сме сведоци дека во последно време народот е тој кој станува вистинскиот коректив на потезите и на власта и на опозицијата. Народот е тој кој дефинитивно со прослави или со негирања укажува
што е добро, а што е лошо. Тоа е најголемата придобивка во овие 20 години и тоа е гарант дека Македонија има вистински шанси за успешна, за богата и за среќна иднина и конечно македонскиот народ е оној народ кој сите имавме можност да го видиме на улиците, на площадите, дочекувајќи ги македонските кошаркари, кој во еден глас ја пееше песната дека едно име имаме, дека е тоа Македонија, како на тој ден македонскиот народ да си го одржа својот референдум и кажа дека нема менување на името и дека продолжуваме да живееме и да постоиме и понатаму како Македонија. Вашите ставови ги знаеме, односно ги искажавте пред неколку месеци, но сакаме да ве запрашаме директно дали се уште стоите на вашите ставови и од она вие што го образложивте се испуштивте да спомните на пример за дека исто така од предавството што се случи е промената на знамето, територијалната поделба и откажување од грижата за малцинствата во Пиринскиот и Егејскиот, но сепак вие сте, како што реков, еден од ретките политичари кои се вашите ставови цврсти и јасни. Дали се уште Страшо Ангеловски стои на тие ставови и покрај тоа што е сега сте во коалиција со владеачката партија? Секако дека Страшо Ангеловски и партијата која ја предводам останува на ставовите кои 20 години ги прокламирам. Во Македонија некој сакаше да наметне мислење дека човек кој си го менува мислењето е позитивен и е добар политичар, дека оној кој тврдо останува на својот став, дека е тој негативниот политичар. Јас прифаќам дури да бидам и негативен, прифаќам да бидам и назаден и ретроактивен, меѓутоа не прифаќам да си го сменам ставот. Значи, она што го зборувавме пред 20 години во времето кога го формиравме МААК за да дојдеме до независност на Македонија, тоа што го говоревме тогаш, тоа го говориме и денес. Говориме дека Македонија мора да продолжи да живее како независна и самостојна држава, национална држава на македонскиот народ, со сите права на малцинствата, но никако со можност за вметнување на втор конститутивен народ во Република Македонија. Говориме дека мора да продолжи битката за обединување на македонските територии. Вие сте сведоци дека јас бев тој кој 98-та во Женева во Обединетите нации поднесов меморандум за ревизија на Букурешкиот договор со барање за обединување на македонските територии и дека минатата година на 10 август на денот на подпишувањето на Букурешкиот договор, договорот во Букурешт со кој се расчеречи Македонија, поднесов барање до Европската унија со барање за ревизија на Букурешкиот договор, но и исплаќање на одштета на македонската држава за користење на македонската територија, македонската почва и македонското море. Значи, ставот останува истиот и непроменет. Јас само ќе се обидам, влегувајќи во оваа голема коалиција која предводи ВМРО ДПМН, јас само ќе се обидам каквиот став да стане секојдневие на коалиционите партнери, каквиот став да биде прифатен од сите, затоа што конечно секој оној кој денеска ќе ви рече дека се исполниле идеалите на илинденците, дека се исполниле идеалите на Гоце, дека се исполниле идеалите на историската ВМРО, тој ќе ве излаже. Не се уште исполнети идеалите ниту на Гоце, ниту на историското ВМРО, ниту на илинденците, затоа што тие никогаш пред себе како идеал ја немаа Република Македонија на само еден дел од својата територија, туку идеалите на ВМРО и на Гоце беа Македонија на целата своја територија. Значи, пред себе имаме уште многу работа за да ги исполниме тие и такви идеали на кои сме им се заветиле и токму затоа, влегувајќи во оваа коалиција, јас верувам дека нашите ставови ќе станат општо прифатливи ставови внатре во коалицијата, а со тоа ќе станат општо прифатливи ставови во Република Македонија и во македонската јавност. Господине Ангеловски, некои тврдат дека со Букурешкиот договор е завршена работа. Дали вие со тоа се служувате? Видете, може би некој сака тоа да биде така, може би некој сака со Букурешкиот договор да се затворат страниците на македонското целокупно постоење. Меѓутоа, ние македонците имаме обврска да ја подсетуваме меѓународната заедница, ние македонците имаме обврска да бараме од меѓународната заедница да исправи една историска неправда.
Ние македонците не смееме никогаш да се помириме со податокот дека еден дел од нашата македонска територија се уште е под окупација, дека еден дел од нашиот македонски народ живее во окупација и ние македонците не смееме да го заборавиме податокот дека 1913-та на зелена, на тркалезна маса беше расчеречено животот киво на македонскиот народ, беше расчеречена македонската територија, дека 48-та за прв пат беа користени напалм бомби од страна на Британија и Америка, со кои напалм, со кои огнени бомби беа горени македонските дечиња кои се обидуваат да побегнат од тортурите во егејскиот дел на Македонија. Ние немаме право тоа да го заборавиме, затоа што ако го заборавиме, тогаш се забораваме себе си, и ги забораваме собствените корења, и ги забораваме собствените предци, собствените дедовци. Па вие знаете дека токму таму на австралискиот континент живеат повеќе македонци по потекло од егејскиот дел на Македонија отколку што живеат овде на Балканот. Зарем тие луѓе не и припаѓаат на Македонија? Зарем тие луѓе немаат право гробовите на нивните дедовци утре задутре да се најдат на територијата на Македонија, да се најдат на територијата на државата за која ги дале животите? Токму затоа, без разлика на тоа што еден подпишан договор изгледа како завршена работа, ние имаме обврска да се бориме против таквиот договор. Да зарем не ни е доволен примерот во Хонг Конг, кога една голема светска велесила Британија си го здипли знамето и си замина од Хонг Конг, напуштајќи ја после 99 години територијата на Хонг Конг. Да зарем не ни се доволни безброј примери во светот каде што народите и оној пат кога изгледало невозможно, се бореле за својата слобода и се бореле за идеалите кои ги поставиле. И конечно, јас повторно овде ќе морам да го повторам примерот на оние 4 или 5 или 7 луѓе кои во Призрен, албанци по потекло, кои пред 130 и повеќе години се собрале во Призрен за да ја формираат Призренската лига и си поставиле пред себе еден сон. Сонот бил обединување на териториите каде што живеат албанци, а како што тие сакаат да ги речат обединување на албанските територии. За нивна среќа, но за жал на Балканот, веќе еве сега многу скоро тие доаѓаат до реализација на својот 130 и повеќе годишен сон. Сон кој значи окупација на туѓи територии, сон кој значи преземање на туѓи територии. Ние македонците не бараме да окупираме, не бараме да одземеме, не бараме да протераме никого, ние македонците едноставно бараме да се ревидира погрешниот договор од Букурешт и со тоа македонските територии да се вратат на оној на кого му припаѓале и на оној на кого по природата на нештата му припаѓаат и понатаму.